Почитувани гледачи, еве не повторно назад во отвореното студио 1, веќе добро познат термин 15 часот и 20 минути, односно денеска почнуваме 15 часот и 25 минути. Секако се дружите со мене и со колешката Јана Јосифовска, денеска, утре и задутре. Така, сите 3 дена. Така, како што и претходно најавивме, во овој втор блок отворено студио 1 ќе разговараме во однос на престојниот маратон кој што е закажан за 4 мај, а токму на оваа тема ќе разговараме со Кире Синадиновски, директорот на Скопскиот маратон. Добар ден и добре ни дојдовте во отвореното студио. Добар ден, фала на поканата. Вака, она што е веќе познато е дека годинава ќе се одржи на 4 мај, малку се помести терминот во однос на претходните години пред се поради претседателските избори. Па да, секогаш обично маратоните се одржуваат во ден недела и нашиот термин на маратонот е секогаш втората недела или првата, зависи од деновите како се паѓаат во месец мај, бидејќи Скопскиот маратон го организираме по повод Денот на Европа, кој што е на 9 мај. И оваа година првично датумот не беше закажан за 5 мај, ние секогаш една година унапред го закажуваме датумот, но заради поклопување со вториот круг на претседателските избори, моравме да направиме промена, да го поместиме датумот за еден ден порано, тоа е сабота 4 мај, затоа што огромна логистика има околу целиот маратон за организација. Голем број на странски учесници ни доаѓаат кои што многу порано се пријавуваат и ги закупуваат хотелите и нивните летови. И така да беше проблем ако на било кој друг датум го поместевме, затоа што и вака имавме некои реакции од странски надпреварувачи, но за тие кои што не можеа да дојдат, кои што баш буквално во сабота им се летовите, им овозможивме да им ги вратиме од тие уплатени средства што ги имаат за котизација за учество на трката. Да, имаше господина Синадиновски и момент исто така со предстојната посета на папата Франциск, чинам, во целата таа организација. Да. Ние првично стравувавме дека ќе се поклопиме со датумот на папата кога слушнавме таму некаде, мислам дека во декември месец беше најавено дека доаѓа во мај. Се плашевме да не се случи тоа баш на 5 мај, но веќе се погоди изборите. Папата доаѓа на 7 мај, но заради безбедносни причини не ни е возможно да го користиме плоштадот во Скопје, затоа што ние тој плоштад да го користиме како за трката, така и за време на трката. Таму имаме наши изложувачи со штандови, сите активности се таму. Заради таа причина оваа година сите тие активности ќе се случуваат во Жена парк, карши собранието на Да, во текот на разговорот ќе соопштиме нели сите потребни информации подетално. Тука само да најавам дека ќе ги отвориме секако и телефонските линии. Слободно било кој од вас може да се јави, да постави некакво прашање поврзано со Скопскиот визер маратон или ете да сподели некакво искуство, можеби. Она што сакам да ве прашам, господине Синадиновски, де факто од година во година се поголема масовност добива Скопскиот маратон, што е одлично. Лани трча чинам околу 10.000 учесници, годинава се пријавени уште повеќе. Уште повеќе ја надминавме бројката, дури повеќе од нашите очекувања. Имаме 12.500 пријавени учесници во сите 4 трки, рекордно, да. Од 58 земји учеснички, минатата година имавме исто 58 земји, така да интересот расте од година во година, се повеќе луѓе сакаат да спортуваат, сакаат да учествуваат на Скопскиот маратон и тоа не радува, затоа што така ги менуваме и навиките на луѓето да се бават повеќе со спорт, да се повеќе физички активни, иако некој може да каже јас нема никогаш да трчам, вака ја секоја не гледаат зашто трчат овие или кои ќе ги видат на улица што прават, зашто се мачат, но не е така, значи треба да се справиме со овие коментари и ставови. Па еве ние правиме разноразни акции да ги и даваме разноразни примери преку луѓе што никогаш не се бавеле со спорт, едноставно од X причини започнале некако, дали биле мотивирани од нешто или некој ги натерал, и кога веќе еднаш кога ќе учествувате, осеќате таа позитивна енергија, таа добра атмосфера и
знаете дека правите нешто добро за себе. Значи свеста на граѓаните расте од година на година, се повеќе. Да, морам да кажам дека се менуваат навиките. Еви, вие сигурно приметувате... На што се должи тоа според вас? Па, видете, се должи веројатно на добрата организација што веќе со години ние од ова година ќе славиме некои 15 години на Скопскиот маратон. 97 и 98 беа првите две изданија, потоа имаше пауза до 2007 година кога се возобнови и од 2007 година јас сум вклучен тогаш во самата организација. Ние изградивме еден тим кој што само се надоградуваме како тим, значи со разни организацијски подобрувања, црпиме искуство од други маратони на светот, членови сме на Меѓународната асоциација на маратони и улични трки, имаме сертификат за патеката. Секој резултат што ќе биде исполнен во Скопје, ако некој да речеме истрча олимписка норма, тој резултат ќе биде признаен во светски рамки, ќе може таа норма да се признае за учество на олимпијада. Така да применуваме разноразни технологии, јас сум поборник на техниката и доста иновации имаме веќе во нашата трка и сето тоа, знаете, дава еден добар пример дека организацијата оди напред. Дури имаме позитивни критики од сите странски учесници кои што доаѓаат во Скопје. Кога сме кај странските учесници, годинава ќе има повторно, рековте дека се уште повеќе пријавени. Очекувате ли можеби некои дополнителни звучни имиња да дојдат од се она што можеше во пријавите да се забележи? Па, ние имаме поканато елитни надпреварувачи од афричките земји, од Кенија, од Етиопија, значи без нив еден маратон нема да биде толку целосен. Секако дека оној рекреативен дел не е многу битен, сите оние што трчаат, јас секогаш кажам дека само 1% трчаат за награди, сите други трчаат за себе, за забава и за позитивна енергија. Во изминатите години имавме некои звучни имиња кои што не беа гости, како минатата година Пола Ретли, светската рекордерка во маратон, претходно трите сестри близначки од Естонија, Луик, и во 2014-та светскиот рекордер Вилсон Кипсанг. Оваа година се решивме, бидејќи не остваривме некои контакти со некои позвучни имиња, да се посветиме на нашиот јубилеј 15 години и да им даеме повеќе простор на македонските надпреварувачи, затоа што и они треба да излезат на виделина, да им дадеме поддршка една, затоа што да се спремите да трчате маратон, треба многу откажување, треба многу време и сакам да им го наградиме тој труд со нивна промоција. Да, одлична идеја, би се согласиле, но имаме гледач на линија, па да му отстапиме простор. Добар ден, Повелата. Добар ден. Да, Повелата, во програмата. На 75 годишна возраст сум. Сакам пред малку да ги убедам тие што коментираат што барат овие како барат, а науче со. Учесник сум на 2016 година на маратонот на 5000 метри. Меѓутоа година од домашни обврски не успеав да се пријавам, иако знаев до 21 е пријавувањето. Дали има можност, сега веќе сум слободен за учество на маратонот. Ви благодариме за вашето јавување во секој случај. Услушнавме прашањето. Да, добро прашање, многу луѓе го поставуваат тоа прашање, значи ние го затворивме пријавувањето на 22 април. Ќе кажам дека нема веќе можност. Зошто? Да се организира еден маратон е голема обврски логистика. Има котрпна работа. Значи ние многу материјали и треба да ги спремиме многу порано. Значи ние имаме некој предвиден лимит на број на учесници, затоа што нарачуваме мајци, нарачуваме медали, стартни броеви со чипови, другата логистика, да обезбедите вода, да обезбедите доволен број волонтери, сето тоа да функционира како што треба. Колку време е потребно за да се подготвите целосно, за да може да функционира? Јас ќе кажам буквално дека ние од кога ќе ни заврши маратонот, веќе почнуваме со подготовки за наредниот, веќе во септември месец го отвораме пријавувањето за следната година и од септември месец активно го спремаме маратонот, правиме промоција меѓународна на маратонот. Така да има интерес, и после рокот за луѓето сакаат да се пријават, но стварно не можеме да ги отвориме пријавувањето, затоа што сепак не сакаме да се доведеме во ситуација
заради она што не сме го планирале, потоа да имаме некакви пропусти и Но, да имаме така. негативни И реакции. еднаш ако се направи отстапка, тогаш ќе треба континуирано. Сепак имаат можност за наредниот рок, Да, јас кажам наредната година секогаш, да ние се веќе пријават. 6 месеци имаме простор за пријавување. Ќе споменам поголемите маратони и многу други маратони в светот, пријавувањата кои затворат неколку месеци порано, додека еве да речеме во Берлин, Њујорк, Лондон, они кои ќе го отворат пријавувањето за еден ден веќе го пополнуваат лимитот и веќе нема пријавување, дури на големите маратони има и лотарија, значи за да учествувате треба да се пријавите во лотаријата и ако ви изберат, тогаш добивате место. Преголема заинтересираност. Да, господине Синадиновски, ги споминавме еве другите големи маратони. Во тој однос, вашиот впечаток досега еве генерален, до каде котира, односно се движи веќе и се пробива Скопскиот Визер маратон во однос на сите оние што се организираат во регионот, па да речеме И и во на светски светско, рамки, на така. светско ниво. Па според она што ние го следиме во регионот и според она што слушаме од тркачите кои што учествуваат од регионот, ние сме некаде после Лјубљанскиот маратон, значи Лјубљанскиот маратон сите го издвојуваат како најдобро организиран на Балканот, потоа сме ние тука заедно со, да речеме, Белградскиот можеби и Истанбулскиот и Атинскиот, додека другите мислам дека се под нас, така да кажам. Одлично, значи сте на добар пат. Да. Ги споминавте вака ева во неформални разговори кога сте имала прилика низ годиниве да се дружите со многу тркачи, без разлика дали се звучни имиња или не, како го оценуваат Скопскиот Визер маратон, позитивни ли им се Да. забелешките? Позитивни се критиките, сите не охрабруваат да продолжиме во организација како што она го правиме до сега. Нема некои посебни пропусти за белешки, иако ние секогаш се трудиме, еве, секогаш не се случуваат непредвидени работи и морате да се справите со тоа. Како оваа година со изборите, Так. со доаѓањето на папата во 2015 година се откажа маратонот заради случувањата во диво насилие во Куманово и тоа беше откажување на неколку часа пред самото одржување и не моравме да се справиме со сета таа ситуација. Мислевме дека следната година нема да биде интересот како што бил до тогаш, но им понудивме многу опции на тие што беа тогаш пријавени и многу од луѓето го разбраа тоа дека не е по наша вина тоа него. Еве ни и покрај се наоѓаме начин како тоа да го како да кажам поминеме на подобар начин. Апропо ова што го зборуваме, 15 години се сериозна бројка. Низ разговорот споминавте, меѓутоа еве директно да ве прашам, освен многу труд, љубов, работа и посветеност, што друго ви беше потребно и ви е мотив плюс, да речеме, за да обстојувате и да се надоградува маратонот, како и во однос на организацијски аспект, така и привлекување, бидејќи де факто, нели, од друга страна промовира нешто што е најзначајно и најздраво спортот. Па да, не само што го промовираме здравото, туку го промовираме и самиот град, самата држава, затоа што доколку е добро организиран маратонот и доколку е добра атмосферата, што е многу битно да кажам, тоа еве ги повикам сите што нема да трчат да излезат на улиците, значи потоа се пренесува понатаму. Странските учесници кажуваат дека во Скопје си поминале одлично и следната година имате повеќе учесници. Така да од година во година се зголемува и бројот на странски учесници и морам да кажам дека стварно добиваме само позитивни критики и секако да го спомнам и тимот. Значи без добар тим не можете да организирате добар настан. Ние тимот го градиме со години, веќе истиот тим работи повеќе години, со некои мали промени можеби од година во година и тоа е многу важен фактор да го сакате тоа што го работите и да имате добар тим. Да, добриот глас надалеку се слуша. Да. Така, сега јас би се навратила во однос на учесниците кои што се пријавиле годинава, споминавте претходно на 12.000. А во однос на повеќе се пријавуваат помлади или можеби од повозрасни граѓани? Дали воопшто има некаква таква категоризација или Па има од сите возрасти, најмногу интерес има нормално за трката на 5 километри. Морам да кажам дека
во изминатите години се повеќе и повеќе компании организирано учествуваат на таа трка, затоа што ние направивме пред неколку години тимбилдинг над преварување. Значи правиме ранкинг за најдобрите тимови, првите 4 од секој тим влегуваат во тоа рангирање и едноставно компаниите го користат Скопскиот маратон и одржувањето на маратонот за едно нивно дружење, спортување заедничко. Така да интересот од нивна страна е доста голем и морам да кажам дека со одржувањето на женската трка која веќе организираме 7 година, кој исто така во наша организација, се повеќе жени исто учествуваат, што тоа ни беше целта, оној однос мажи-жени да го изедначиме некаде. Во однос на женската трка, ако не се лажам, таа е пред маратонот? Да, еден месец пред маратон. Што точно упфаќа? Кои се критериумите за да и дали има некои критериуми за да се пријават сите припаднички на женскиот пол за да учествуваат? За женската трка нема никакви критериуми, може да се пријави било кој, затоа што таа е трка на 3 километри од рекреативен тип и целта ние да ги мотивираме да почнат со мала километража, да дојдат, да видат каков е настанот, да ја почувствуваат таа енергија и потоа да си дадат цел и мотив за некоја учество на некоја следна трка што би бил Скопскиот маратон. Дали ќе има некој од, можеби имате информација од познатите личности од кај нас што ќе партиципираат во трката? Па секогаш има кај нас заради тоа прашувам. И сите оние јавни личности сакаат да спортуваат и да практикуваат трчање. Ќе го споменам глумецот Игор Ангелов. За оваа година? Да, за оваа година. Пејачот и глумецот Перо Камеказа секоја година наш учесник и голем мотиватор на сите тркачи. Така да сега во моментот не ме текнуваат уште имења, ма има доста... Има промена, односно колку е значајно ова што, да речеме, и од година во година познати личности од било која сфера учествуваат во трките? Менува во однос на организацијски план или да речеме привлекување на поголема публика или граѓаните едноставно ако сакаат да го поддржат без разлика дали учествуваат во трката или не, ќе се пријават на маратонот? Па именува и не, секако дека нивното појавување и кажување дека ќе учествуваат на маратонот можеби ќе натера некого да учествува, но генерално мислам дека бројот се зголемува затоа што се повеќе луѓе трчат секоја година и сега вие ако трчате оваа година ќе пренесете на некој дека сте трчале, па ќе се мотивира тој друг да земе учество во следните години и така се шири таа приказна. Тоа се станува маратон, трката маратон и полумаратон, рековте дека чинам најголемата заинтересираност е таа на 5 километри. Да, значи ние имаме 4 трки, трката на 5 километри, маратонот, полумаратонот и четвртата трка ни е штафетен маратон, тоа четворица луѓе ја трчат цела должина од маратонот, значи оние кои не се спремни за цел маратон, па има малце 5 километри, се одлучуваат за тој штафетен маратон. Господине Синадиновски, претходно споменавте, но еве малку повеќе да им доближиме на гледачите и вие сте се бавеле во минатото, како што споменавте во неформален разговор со трка, односно атлетика. Што е потребно? Рековте многу откажувања за еден човек да сака нели да учествува, кои се тие откажувања во однос на психофизичката подготвеност, да речеме, па и се тоа што доаѓа за да може да истрка некоја, односно да истрча некоја трка која што ја има за цел. Па најважно да имате цел, значи јас порано бев атлетичар и трчав кратки патеки, никогаш не сум претпоставувал дека некогаш ќе трчам полумаратон и пред 4 години решив да го истрчам својот прв полумаратон, имав цел првен да ослабам. Второ, сакав да видам како е од другата страна, затоа што друго е кога сте организатор, друго е кога сте учесник. И кога си задавате цел, тогаш се посветувате на тоа, си одвојувате одредени денови во денот кога ќе тренирате, внимавате на исхраната секако. Да, колку игра улога исхраната во целата приказна? Игра, значи многу луѓе сакаат да слабеат, нели? И мислат дека само со трчање дека ќе постигнат целта. Но мора да се комбинира со исхраната. Значи мора да внимаваме и на исхраната и на тренинзите. Значи јас би препорачал за сите 3 до 4 пати неделно трчање доволно за еден рекреативен тркач. Половина часа доволно или можеби повеќе, помалку? Па може да почнете ве и со 15 минути, но
секако од тренинг во тренинг да си ја зголемуваат и должината и растојанието и се е остварливо. Само треба да се волја да се намонтирате во главата дека за 3 месеци 4 имам трка и сега ќе се спремам. Значи и психичкиот момент. Психичкиот момент е исто доста важен, да. Во ред и пред крај да ги дискутираме малку и оние техникали во однос на сите оние што можеби сакаат да дојдат и во сабота да го поддржат Скопскиот Визер маратон. Стартната цел е пред собранието, чинам? Да, пред собрание, таму не е стартот и целта. Во Жена парк ќе биде таа зона на прогласување на победници, штандови од нашите партнери, спонзори. Значи сите случувања ќе се случува тука, патеката се одвива, тргнуваме значи пред собранието, трчаме по булевар Климент Охридски, потоа по булеварот Тилинден, кон населбата Хром во Влаја, потоа се враќаме назад кон центарот на градот по Теодосиј Гологанов, одиме кон населбата Аеродром преку Пролет, излегуваме на булеварот Јане Сандански до булевар Србија, каде што се враќаме назад кон центарот на градот и таа патека е еден круг од 21 километар, маратонците ја трчаат истата патека уште еден круг. Значи, би ги повикал сите оние што нема да учествуваат, што нема да бидат тркачи, да излезат на оваа патека што ја спомнав, да ги поддржат тркачите. Ние организираме и некои 20 музички точки долж целата патека, значи ќе има диџеј, ќе има бендови. Да, и тоа е добра работа да го прокоментираме, да. Затоа што сакаме да анимираме се повеќе публика, значи ете околу затоа што е на пример Илинденска, кога ќе тргнете од градско собрание од Золошка па до Кесите Моле пуста, празна. И тука сакаме малце да ја разиграме тој дел од патеката со воведување на неколку музички програми, затоа што не е сеедно кога трчате сами и кога нема никој на улица. Друго е кога имате поддршка, доволно некој да ви каже браво и да ви даде аплауз, знаете дека имате за да продолжите понатаму, да. А ние со години назад организираме и конкурси за најдобар транспарент и најдобра фотографија во кои што може да учествуваат оние кои што се на патеката како публика, да. Значи ги мотивираме за да излезе со транспаренти, тоа се случувало и во изминатите години и може да прочитате многу интересни транспаренти и она да ве мотивира да издржите до крај. Во ред, дали уште нешто имате како важна информација што не ве прашавме, што би сакале да соопштите во однос на... Па јас би сакал да се заблагодарам на сите наши покровители, партнери кои што се во изминатите години кои што не поддржуваат, како градот Скопје, Агенцијата за млади спорт и Комисијата на Европската унија. Таа поддршка се уште трае, односно соработката ви е добра. 2007 година и до ден денеска трае одлично. Поддршката од сите јавни претпријатија на град Скопје, затоа што, како што кажав, голема логистика се вклучува во целата организација за да се тоа функционира како што треба да биде. Така да би се заблагодарил на сите нив, на Министерството за внатрешни работи, кои што се исто имаат огромна улога во затварање на улиците и да биде безбедна целата трка за сите тркачи. Така, ви благодариме на денешното гостување, па се гледаме тогаш на 4 мај. Да, и секако ви посакуваме и оваа година успешен маратон. Ви благодарам јас на поканата и на афирмацијата што ја давате сите медиуми за Скопскиот маратон, затоа што без промоција и афирмација на маратонот во медиумите сигурно немаше да стигнеме до ова што сме денес. Така, секогаш сме отворени за добри теми, особено за спортот. Така. Елена, јас и ти повторно го заокружуваме овој блок од отвореното студио. Останете со програмата на нашата телевизија, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ со колешката Елена Џугуманова и најновите информации од земјава и од светот. Со мене со Елена се гледате повторно во 17 часот.